Со спуштањето на мракот се запалија светилките во семејниот дом Ливанка и Бруно Гигер. Нивната куќа со години важи за една од најубаво украсените во Охрид. Некои од реквизитите ги носат од Швајцарија, од каде се преселиле во Охрид. Други пак ги изработуваат сами. Од една мала, да кажеме, шипка метал, станува елка, станува реквизит, стануваат овие звезди, други звезди, што ги имам таму, значи тоа е се само голема волја и ништо друго. И неколку метра светлечко сребро. Иако се во години, желбата за ова што го прават веќе 12 години велате посилна од се. Поголема желба, ја мислам дека од нас двајцата нема никој. И таа желба што ја имаме, значи во реквизитите ја комплетно пренесуваме. Значи желбата, сите ми се чудат и викаат како е тоа можно, меѓутоа желбата ми е толку голема да сакам нашава семејна куќа да блесне во новогодишно руво и тоа мене ми е радост, а и на сопругот. Иако двајцата сме значи во години, тој е 72, јас сум 64, значи за тоа треба голема волја и стварно ја имаме таа волја. Ова што го правиме ми причинува големо задоволство и ме прави многу среќен. Најмногу ми се допаѓа тоа што самите го имаме направено. Например, спиралата на балконот, звездата, двете ламби и снеголката. Нивната куќа која ќе биде украсена до 20 јануари, секоја година го привлекува вниманието на случајните минувачи. Многумина и специјално доаѓаат за да се фотографираат. Луѓето доаѓаат, тие што знаат, мои пријатели исто, не прашуваат каде се, што сте, значи доаѓаат. И многу често пати, значи ние сме внатре, тие доаѓаат и се сликаат и бегаат. Сакаат да бидат мотивација и за останатите што повеќе да вложуваат во украсување на нивните домови. Сејалички има сигурно преку 3 до 4 илјади, ако не и повеќе. Цревата, не можам ни самата да ви кажам, сигурно се преку 200 метра црева. Значи, затоа што јелките што се направени, реквизитите од нас што се направени, тоа е све со светлечо црево. За украсувањето годинава им била потребна цела една недела. Велат дека има многу работа, бидејќи внимателно треба да се осмисли изгледот и местото на секоја една сијаличка. Секоја година обновуваат дел од реквизитите, купуваат и нови. Она што е изложено е само дел од она што располагаат. 2 пати досега ја добиле и првата награда за најубав украсен двор на конкурсот кој го распишуваше општина Охрид. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.